Македонија убедливо прва со највисока инфлација минатата година во регионот. 2022 заврши со годишна инфлација од 14,2%, со што земјава се најде на неславното прво место. Близу до нас е и Босна и Херцеговина со инфлација од 14%, но таму податоците се однесуваат само за 11 месеци. Со оглед на тоа што во декември речиси секаде цените бележат намалување, разликата во годишната инфлација би можела да биде подрастична. Следуваат Хрватска со 13,5% и Црнагора со 12,7%, исто со податоци заклучно со ноември. Србија, Косово и Словенија имаат инфлација повисока од 10%. Со едноцифрена промена во цените може да се пофалат единствено Грција и Албанија со најниска инфлација од 9,6%, односно 6,7%. И покрај поразителната статистика, владата не размислува за нови фискални мерки за помош на бизнисот. Премиерот Ковачевски е десиден дека мерката за поевтина струја од 80 евра за мегават час кај прехранбените компании вродила со плод. Тоа резултирало со пониски цени за околу 8% кај местните производи. Се правда дека расходите во буџетот не требале туку така да се зголемуваат. За дополнителни фискални олеснувања во моментов не се разговара, меѓутоа тоа не значи дека нема воиднина да се разговара, бидејќи мора да се внимава и на буџетот. Буџетот има своја приходна и има своја расходна страна. Ако постојано ја зголемуваме расходната страна, а ја намалуваме приходната страна, тогаш тоа ќе се одрази негативно врз други параметри на буџетот, бидејќи буџетот треба да сервисира и други дискрециони и недискрециони издатоци кои што државата ги има: исплата на пензии, исплата на плати, исплата на социјална помош и на сите други обврски кои што ги има, дотации до општините и така натаму. Местната индустрија во догледно време нема да добие ниту укинување на увозните давачки за замрзнато свинско месо, со кое би биле поконкурентни не само на домашниот, туку и на странскиот пазар. Кога прехранбените компании добија поевтина струја на стартот на декември, алармираат дека ако владата очекува поголемо поевтинување на основните производи за исхрана, треба да им помогне за да добијат и поевтини суровини, преку ослободување или намалување на разни давачки. Населението речиси месец и пол чека на пониски цени на храната.